Председателка, почитувани представници на институциите, на граѓанските организации, почитуван господин Себахин Демировски. Како програмски директор на граѓанската организација Ромски ресурсен центар, сигурно од вашиот исказ веќе се види дека добро ја познавате проблематиката на неевидентираните лица. Непоседувањето на лични документи е сериозен проблем и познато ми е дека повеќето од овие лица навистина живеат во голема сиромаштија, маргинализирани и дискриминирани се во секојдневниот живот. Дополнително е тоа што не можат да ги остварат своите основни права, социјални и економски права. Најголемата пандемија со COVID-19, за жал, тие ја поминаа без никаква здравствена заштита. Законот за неевидентирани лица, кој требаше да го реши овој проблем, излезе дека е неприменлив. Од истражувањето на Народниот правобранител имаме податоци дека до април 2022 година вкупниот број на неевидентирани лица е 723, од кои повеќе од половината се до 18 годишна возраст. Но од овие бројки, од оваа бројка, само 234 поднеле барање до управата за упис во посебната матична книга на родени. Од страна на управата биле издадени 196 решенија за упис во оваа посебна матична книга. Констатацијата на Народниот правобранител е сепак недоволната информираност на лицата за начинот на поднесување на барање и недоволната обученост на овластените лица при прием на барањето. Вработените во институциите треба да знаат дека сепак се работи за необразовани луѓе кои не знаат да потполнат барање и се неписмени. Затоа, како мој предлог би било со секое такво лице кое што е необразовано да има придружник со него и на тој начин, мислам така некако би било замислено, да одат заедно до управата за матична евиденција и на тој начин да им се помогне на овие лица. Имам 3 прашања до вас. Најпрво, зошто толку малку луѓе поднеле официјално барање за евиденција во посебната матична книга на родени? На кој начин вие како организација ги информирате лицата кои се без идентитет да поднесат барање за евиденција и дали во досегашното искуство сте придружувале некое лице без идентитет до управата за водење матични книги како прва институција за отпочнување на постапката? Благодарам. Благодарам.